Почитувани, денеска символично го одбележуваме Европскиот ден за подигнување на свеста против насилството врз здравствените работници во нашата држава. И ова е одлична можност да ја потенцираме важноста на оваа хумана професија и стручниот придонес што здравствените работници ја имаат во овој екосистем на здравството кај нашата татковина. За здравствениот систем клучно е вработените да се чувствуваат безбедно на своето работно место, за да можат да им се овозможи потребна здравствена заштита и нега на пациентите. Изминатиот период, Лекарската комора има спроведено повеќе истражување на оваа тема и податоците покажуваат дека дел од докторите пријавиле дека биле изложени на некаков тип на насилство на работно место, а поголем број од нив биле изложени на вербално насилство. За нас како Министерство за здравство е важно што успешно се имплементираат измените на кривичниот закон, со кој насилството врз здравствените работници при вршење на професија и на работните задачи се смета за насилство кон службено лице и представува кривично дело за кое е предвидена казна затвор. Тука посебно значајно е улогата на Лекарската комора, која активно го следи постапувањето на надлежните институции и предлага мерки и политики за сузбивање на насилството врз здравствените работници. Во оваа прилика потсетуваме дека каков било насилство врз здравствените работници треба веднаш да се пријави, зашто станува збор за кривично дело. Верувам дека со заеднички напори и мултидисциплинарен пристап можеме да придонесеме кон подигнување на свеста за оваа област, бидејќи безбедноста и безбедните институции и задоволните здравствени работници придонесуваат за безбедни и задоволни пациенти во нашиот здравствен систем. Затоа, ние уште понатаму ќе се залагаме за зајакнување на правата и заштитата на лекарите, воведување на побрзи судски постапки, а кога се работи за медицински лица, а кои што биле имале некој физички напад или некој тип на закана. Исто така воведување на паник копче за лекарите и за медицинските сестри, се со цел за да може да се пријави во реално време. Национален протокол за управување со таков тип на инциденти кога се работи за здравствениот систем. Исто така национална кампања за почитување на здравствените работници и обуки за управување со ваков тип на конфликти кога се работи за стручните лица во здравствениот систем. Ви благодарам многу.